Здраво на сите, го слушате и го гледате подкаст каналот Алетеа. Тука со мене е Елена Граматикова. Здраво, Елена. Здраво, Ена. Навистина ми е драго што заедно со тебе го снимам мојот прв подкаст со видео. Ти благодарам што ја прифати оваа покана. Благодарам што ме покани и навистина е возбудливо да се снима подкаст со видео, морам да кажам. На почеток исто да кажам дека оваа подкаст епизода ја снимаме во кафе книжарницата Бейкер Стрит во Скопје. А сега да ја представам нашата гостенка. Елена е сертифициран семеен советник. Таа е едукатор за родители по позитивна дисциплина и исто така е НЛП практичар. Дали доволно добро ги кажав овие твои титули, Елена, те молам да дополниме? Да, прилично добро. Да, имам многу сертифициран семеен и системски советник и едукатор по методот на позитивна дисциплина. Така, и токму затоа си во оваа наша емисија, во овој наш подкаст, за да говориме за родителувањето, односно за родителството и за предизвиците кои што тоа ги носи. Јас ја насловив оваа подкаст епизода дали родителството е предизвик или неверојатна авантура. Ти често во твоите постови, еве како што сега ме спомена, го користиш зборот авантура. Да, бидејќи сметам дека родителството е токму тоа, авантура. Токму и јас, случајно вчера, подготвувајќи се за оваа наша емисија, размислував за родителувањето, за родителството како авантура, затоа што додека го чекаме бебето, нели, да дојде на овој свет, ние си размислуваме па како тоа ќе изгледа, дали ќе бидам добар родител. Целите сме во некаква неизвестност, не знаеме што не чека. Се раѓа бебето и почнува авантурата, влегуваш во непознатото. Се случуваат успони, падови, се случуваат разни нешта, што би можеле да ги гледаме од оваа или од онаа перспектива, од перспектива на предизвик и од перспектива на возбудлива и најневеројатна авантура што може во животот да ти се случи, нели? Така. Јас сепак сум за второво, затоа што да, има денови кај што навистина е предизвик, нели, родителството. Ама има денови каде што родителството ти дава толку длабока смисла на живењето и на постоењето, што навистина сметам дека може да биде најубавата авантура во животот. Да. Само би додала дека предизвиците не треба да ги гледаме можеби толку како нешто настрано од авантурата, затоа што токму предизвиците се тие кои што ни помагаат да учиме, да се развиваме, да растеме. Дури и предизвиците со децата, кога имаме предизвик со детето, тоа е можност како детето да го подучиме поинаку, нели? Тоа е можност за учење, можност за раст. Но пред се раст и учење за нас како личности. Да. Созреваме преку родителството, така? Заедно со децата и ние растеме. Да, точно. Да. А зошто, например, еве слушаме често, знаеме добронамерни некакви коментари од повозрасните генерации да слушнаме да кажат па во наше време не требаше да се учи како да бидеш родител, не требаше да се учи, нели, како да го воспитуваш твоето дете. Тоа така доаѓаше, нели, природно, инстинктивно, еве сите вие сте здрави, живи, добро воспитани, кој како, нели, нормално. Зошто денес треба да учиме како да родителуваме, како да бидеме родители? Светот се менува. Денес, за разлика од нели во минатото, имаме многу бројни истражувања кои што ни укажуваат како треба да се однесуваме, како да комуницираме со децата и така натака и како не треба, нели. Пред да кажам било што, сакам да потенцирам дека мора секогаш да имаме на ум дека секој го прави најдоброто што знае и уме со информациите кои што ги има во дадениот момент. Така да и во минатото и нашите родители и нивните родители, наши баби и дедовци и така натака, и тие го правеле она што најдобро го знаеле во дадениот момент. Денес ние имаме пристап до многу информации. Имаме пристап до многу бројни истражувања кои што ни укажуваат како можеби е подобро да постапуваме со цел да креираме поголема поврзаност со детето, поголема соработка, да создадеме една атмосфера во домот која што ќе допринесе до поголема самодоверба кај детето и така натака. Значи, сето она што можеме да го дознаеме денеска ни укажува дека не е се
така како што било, туку работите се менуваат и ние се менуваме и светот се менува. Светот до тој степен се менува што моите родители сега уживаат во пристап до интернет. Кога биле родители на мали деца, не постоел интернет. Сосема поинаков контекст било тоа и за родителување и за растење на деца. Па еве колку многу книги имаме у денешно време за родителство. Токму тоа сакам да кажам. Преплавени сме, малку сме преплавени и човек не знае кој пат е правилен, така малце некаква збунка може да се случи кај родителот. Да, кај мене си има случајно. Еве ќе го кажам на кратко мојот пат како беше. Јас почнав да читам за родителство кога останав бремена. И почнав да читам книги, се сеќам со маж ми на плажа, двајцата со Kindle, ја трудна и читаме иста книга, па кој до каде е, па се споделуваме нели тие такви романтични моменти пред раѓање на бебето. И од тогаш почна да речеме мојата едукација, свесна едукација за родителство. Пошто нели имаме и ние една друга едукација која што ни е автоматизирана, тоа е трансгенерацијски наследено однесување, тоа што сме го научиле од нашите предци. Меѓутоа ете збориме за свесното. И така почна мојата едукација, читав книги, дури поминав и курс за mindfulness parenting, нели свесно родителство, тогаш немаше во Македонија, и добив информации од многу страни. И дел од тие информации малце и ми се косеа едни со други. Тука требаше нели малку повеќе да размислам која насока би ја одбрала јас, бидејќи сепак родителството не е нешто што треба да е универзално за сите. Затоа има и толку правци на методи на родителување. Треба сепак да видиме што одговара и на нас, и на нашето семејство, и за нашето дете. И на кратко ќе стигнам до... Ќе те прашам повторно на крај за твојот пат, како дојде до сето ова, но сепак добро ни е како виват. Да, добро, извини, јас искукнав, ама баш заради тоа што сакав да напоменам таа конфузија што кај мене ја створија сите тие книги, бидејќи некако кога стигнав до мојот курс за позитивна дисциплина, значи јас кога отидов на курс за родители за позитивна дисциплина, тогаш го доживав моментот на аха, и тогаш фатив повеќе да се едуцирам баш за позитивната дисциплина, за Адлеровите принципи, Адлеровата психологија, и разбрав уствари од каде потекнуваат сите работи. Да. И тогаш уствари ми се, не знам како ми се отвори умот и некако едноставно се слекна. Значи треба само да дојдеме до тој момент на аха, ова е тоа, ова ќе функционира за мене, пробувам, функционира и продолжувам. Најпрво ти како личност како резонираш нели со тој принцип на родителување, партнерот, така, целиот семеен контекст? Точно. Ништо не може да функционира ако не функционира за сите дома. Так. Да, мора се да биде нели во склад со семејството, вредностите на семејството. Ти на некој начин и во пракса виде дека ова функционира и дека ова е тоа што е на некој начин вистина за вашиот контекст. Така. Јас знам дека имаше ти прочитано многу книги за родителство и знам дека го помина курсот за позитивна дисциплина. И не знам дали го уведе моментот, меѓутоа се што читаме и сите работи кои што ни доаѓаат како информации од аспект на како треба да постапуваш како родител, сите го имаат коранот во она Адлерово учење. Да. А позитивната дисциплина се базира токму на тоа, Адлеровата психологија. Така да се сведува на една основна база, и од таа база се разгранува, потекнува, се преформулираат можеби работи од типот на како беше зборот на Мате и на Нуйфелд? Контраволјата? Контраволјата. Тие велат за контраволја, Драјкурс вели дека тоа се погрешни уверувања кај детето. Така да има различни терминологии, меѓутоа основата е секогаш иста. Па сега за да некако ги навлезаме нашите слушатели, гледачи, во позитивната дисциплина, можеби некој би рекол што има врска Габор Мате со сето ова, но оваа книга мислам дека многу од родителите ја имаат, дали ја прочитале, дали не ја прочитале. Држете се до своите деца, така, од Гордон Нойфелд и од Габор Мате. И таа кажува нешто многу суштинско за сето ова што ќе го зборуваш понатаму, нели? Да. А тоа е поврзаноста на родителите со децата или на децата со родителите.
Сега сакам да прочитам еден кус извадок од нивната книга. Треба ли одгледувањето на децата да биде олку тешко? Дали од секогаш било така? Во минатото, постарите генерации често се жалеле дека младите покажуваат недоволно почит и дека се понедисциплинирани отколку што биле тие, но денес многу родители интуитивно знаат дека нешто не е во ред. Децата не се баш онакви какви што се сеќаваме дека биле. Помалку се огледуваат на родителите, помалку се плашат да паднат во неволја. Исто така тие како да се помалку невини и наивни, како да им недостига она оджагорена љубопитност што предизвикува детето да се возбудува од светот, да посака да ги истражи чудата на природата или чудата на човечката креативност. Многу деца како да се несоодветно префинати, па дури и некако изморени, како да се лажно предвреме созреани. Како лесно да им станува здодавно кога се одвоени едни од други и кога не се забавуваат со технологија. И често знаеме да се слушнеме себе си како им се обраќаме со тон што и нам не изгледа груб и што е туг на нашата природа. Чувствуваме како да се изладуваме во моментите на криза, токму кога би требало да ја повикаме сета онаа наша безусловна љубов кон децата. И родителството, еве, и тука исто има еден добар цитат, и родителството како да се има променето. Нашите родители беа посамоуверени, посигурни во себе, имаа поголемо влијание врз нас, и во добра и во лоша смисла. Денес на многумина родителството не им изгледа природно. Денешните родители си ги сакаат децата исто толку колку што си ги сакале своите деца и сите родители претходно, но љубовта како да не допира секогаш до децата. Зошто е тоа така? Сега ќе откриеме, нели? Ето да се потрудим. Што имаме деца, нели претпоставуваме дека нели се раѓа детето и ние природно сме поврзани со тоа дете. Дали е тоа така? Дали навистина таа поврзаност со децата е нешто што доаѓа природно или треба да се работи на тој однос? Ако може нешто повеќе за тоа да ни кажеш. Да. И зашто е клучна толку таа поврзаност? Многу е убава темата поврзаност, приврзаност, атачмент и така натака, конекција. Јас ја често кога користам термин го користам конекција пред корекција, затоа што тоа е услов нели за било каква насока кон детето, мора да бидеме поврзани. Како се создава поврзаноста? Сега, многу интересно затоа што за поврзаност имам приврзаност, имам учено и Приврзаност, како да. семеен и системски советник и знаеме дека постојат различни типови на приврзаност, не е само една. Сега тука во книгата се зборува за онаа здрава и стабилна приврзаност, сигурен атачмент, помеѓу родител и дете, меѓутоа постојат и такви кои што не се, нели, каде што имаме можеби манипулативен родител и така натака. Значи може сепак да постои приврзаност, а да не биде тоа стабилна и сигурна средина за детето. Така. Сега кога ќе зборуваме нели за оваа стабилна, сигурна приврзаност со љубов и обострана почит. Како да почнеме? Еве, да, кога се раѓа детето, некако природно инстинктот ни вели дека треба да се грижиме за тоа дете. Инстинктивното родителство е всушност грижа за задоволување на основните потреби на детето, а тоа се да биде безбедно, да биде најадено, наспано, нели, да скокнеме кога плаче, така натака. Да го земеме во раце, нели? И самото тоа по себе креира поврзаност, приврзаност со Но детето. како што бебето расте? Како што бебето расте, така растат и предизвиците во родителството. И тие самите предизвици можат да стават некаква тежина на поврзаноста, на приврзаноста. Ќе викаме приврзаност. Приврзаност, да, поправилно е. Со тоа, треба и нас да не се уклучи еден аларм, кој што ќе ни вели, треба да ја храниш приврзаноста. Затоа што не е нешто што не исчезнува. Таа може да исчезне, посебно кога децата влегуваат во адолесцентната фаза. Нели, како тинејџери, тогаш веќе се отвараат границите на семејството кон надвор и тука влегуваат, голема е улогата на врсниците и така натака. Затоа ние како родители треба постојано
да ја храниме таа приврзаност. Тоа мораме да го правиме преку почит пред се. Треба да го правиме преку конекција време еден на еден со детето. Еве чист пример ќе дадам за јадење. Скоро некаде прочитав не сака да јаде, така натака. Кој е првиот совет што го дава било кој совет не ке ви за исхрана или за родителство? Така. Готви заедно со детето. Зошто? Затоа што ти кога готвиш заедно со детето, креираш време еден на еден, креираш приврзаност, таа конекција која што е потребна за потоа да добиеш соработка од страна на детето. Да. А нема да сготвиш сам додека детето игра игрица или гледа телевизија и после го тераш да јаде. Тоа е го креира она противното, контраволјата што ја спомнавме. Да. Така да приврзаноста се појавува кога ќе се роди детето. Има случаеви кога не е тоа така, ама тоа се нема да навлегуваме во некои такви моменти. Истото треба да се храни постојано. Но еве како што тие викаат, овие генерации се подложни кон врсничко да бидат свртани повеќе кон врсниците. Дури и од помала возраст. Тоа е токму заради неградење на овој однос, на оваа приврзаност, така, на недоволно време, еден на еден, родителот со детето, на недоволно квалитетно време. Да, и тоа што го читаше пред малку и таму имаше добар момент каде што се покажува дека децата пребрзо растат, па се уморни, некако така беше. Да. Ние родителите сме малце и преамбициозни со нашите деца. Значи, децата ги втурнуваме буквално во активности и во работи каде што нема допир со нас. Да. Детето мое треба да оди на училиште, па на англиски, па на германски, па на атлетика, па на балет, па на пливање, што знам сега, нели? Да. Било кој спорт. И сега тоа го прави детето секој ден у неделата после училиште. Колку време му останува на детето да биде со нас? Јас мислам дека воопшто не останува време, така, само викендите, а и во викендите некако се трудиме да ги Да. Така што навистина треба свесно да се пристапи, нели? Во тоа како ги ангажираме децата, нели, кон што ги свртуваме. Да, на некој начин современото општество бара тие да бидат успешни, бара да се инвестира, нели, во нивниот развој, но тоа не е доволно. Така? Да, ама колку основата е друга, основата е родителот, мајката и таткот. И па имаше во книгата на книгата во книгата на Габор Матер и Нојфелд, каде што вели како беше слеп води слеп. Ако родителот нема водството ќе го преземе врсникот. Ако врсникот го преземе водството, баш така пишуваше слеп води слеп, мислам дека. И па еве во таа насока на кој начин родителите можат да препознаат дали детето е врснички ориентирано? Ја мислам дека секој родител тоа може да го препознае, го осеќа. И го знае. Вака само мора да се разграничат некои работи. Во адолесценција нормално е детето да има благ, а некогаш и не толку благ, отпор кон родителите. Тоа е здраво и нормално. Тоа е нормално. Сега има ситуации кога, нели, ако е преголем ексцесивно, нели, тоа однесување, родителот тоа го препознава. И затоа ќе повторам, значи ние мора да имаме аларм кој што ни кажува чекај малце, со детево ја губам конекцијата. Затоа што се сведува на таа конекција родител-дете. И сите тие активности кои што ви кажав пред малку, да, во ред, може би дел од нив се потребни за детето да биде успешно, меѓутоа, дај да бидеме умерени. Дај малку да погледнеме и кон она време, семејно време што го имаме. Многу е полесно да се оди на одмор со друг пар кој што има дете на иста возраст како нашето. Затоа што децата ќе си играат, родителите ќе читаат книга на плаж. Многу е полесно. Сум го имала и тоа и ова. И обично гледаме во годината да имаме еден одмор со пријатели и еден насама. Затоа што кога е тука другарчето, мама и тато не се во фокус. И тука се губи таа конекција. Мора да имаме време кога што ние ќе бидеме заедно како семејство. Ние ќе функционираме заедно. Позитивна дисциплина, тоа е семејниот состанок. Да.
Затоа велиме еднаш неделно седнете, играјте игра, разговарајте, направете план за неделата, инволвирајте го детето во решавање на проблеми, така се Да се конектира. негува тоа заедништво, таа заедница која што е основата за градење на една здрава и личност со вредности, личност со просперитет. Да, да. Да знае каде може секогаш да се врати, каде може да ја црпи нели енергијата и љубовта за кога ќе излезе од домот, нели од гнездото, да биде сигурно дете, нели? Каде е безбедно? Треба да знае детето секогаш дека тука дома е безбедно. Што и да се случи, што и да направи, колку и да сгреши, пак дома е безбедно. Нема сега пред малку слушнав дечиња што се оде од школа и едното дете беше така малце расплакано и другото му вика: "А татко ти?" "Не знае татко ми, ама сигурно татко ми ќе ме кара." Зашто да ме кара татко ми? Океј, ако се добил послаба оцена, ќе ја поправиш. Мислам, има работи за кои што малку претерано реагираме и ние како родители и им правиме на децата дури да се плашат да дојдат дома да ни кажат дека сгрешиле. Така. Што е многу голема грешка. Една од основните принципи на позитивна дисциплина е дека грешките се можност за учење. Тама сметам дека некои родители сметаат дека на тој начин ги воспитуваат децата и им кажуваат нели што е правилно, што е погрешно. Така, дека на другиот начин едноставно нели како да не допира до децата. Па не се согласувам, ама Ќе ни кажеш понатаму така што ни вели позитивната дисциплина за тоа. Океј. Ја спомнавме нели контраволјата. Има присутна такво однесување кај голем број на дечиња кои што едноставно не ги слушаат своите родители, нели уште од мали, едноставно си тераат нели по свое, тука авторитет нема, мислам барем така изгледа, нели родителот нема никаква влијание, гласот негов како да не допира до детето. Нели тоа го спомнуваат и Нојфелд и Мате. Да ни кажеш нешто повеќе за тоа, зошто се јавува контраволјата? Затоа што сме многу напорни. Затоа што знаеме да бидеме многу напорни. Контраволјата се јавува и кај возрастните, не кај децата, не само кај децата. Ако мене некој ми кажува нон-стоп едно те исто и ми го кажува тоа преку некоја надмен став со предавање, со држење лекции и така натака, јас ќе имам контраволја. Ќе имам отпор да го направам. Што ти да сакам да го направам, нема да го направам. Исто и со децата. Се додека им држиме ние лекции, им попуваме буквално, децата ќе имаат отпор. Затоа што наше е да ги подучиме, наше е да ги насочиме, ама и наше исто така да ја цениме нивната автентичност и да го валидираме тоа што го чувствуваат и што го сакаат. Нели, нежно и цврсто. Не можеме ние само да бидеме цврсти и да си го кажеме своето. Знаеш како? Родителите влекуваат во еден како спирално однесување заради тоа што мислат дека јас морам ова да му го кажам на детето, сега морам да му кажам, мора вака, мора да ме слушна и ние мислиме дека после 70-тиот пат кажување детето ќе не слушне. Не, нема да не слушне, значи смени го начинот, смени го тонот. А понекогаш не мораш да го кажуваш, треба да се однесуваш на некаков начин. Така, едноставно со самиот пример, со самото однесување ти ќе го натераш детето да се однесува како што ти сакаш, нели, како што ти посакуваш. Да, ние сме моделот. И ако гледаш дека не реагира, ако му кажуваш по 23 пати, 6 и 8 и така натака, смени го пристапот и тоа може да биде, за да нема контраволја, како што вела Тони, да нема отпор, тоа може да биде многу едноставно. Сгрешило, направило нешто или било што му се случило, кажи му на детето: разбирам, гледам, ти се случило тоа, окей. Знаеш што и мене си ма случено вакво нешто во животот? Ако сакаш да разговараме, дојди. И така му даваме слобода на детето он од нас да побара мудрост. И така ќе ја прими мудрост. Така ќе го прими нашето водење. Ако му даеме отворена шанса. Океј, ако сакаш да разговараме, тука си. И поставуваш прашања, поставуваш любопитни прашања. Ти како се чувствуваш? А ти што би направил во иднина? Наместо
да му кажеш, како си можел така да направиш, требаше ова да го направиш. Не, дај да видиме, детето може ќе има подобро решение од тоа ти што ќе го кажеш. Па на некој начин и ние возрастните, мислам, во нашите нашите интеракции пријателски и било какви, некогаш се поставуваме во таква позиција во која што само ние себе си се слушаме, а не сакаме да го слушнеме другиот. Тоа всушност, тоа истото го правиме и со децата, така ние на некој начин како да не ги слушаме нив, како да не сакаме да допреме до нивниот свет и да видиме што тука се случува. Да. А за да има таа приврзаност за која што зборуваме, мора да постои разбирање, мора ние си го разбираме детето. Мораме да знаеме каков темперамент има, мораме да знаеме природата на детето, автентичноста, неговите желби, неговите емоции, нели? Така. Мора да го познаваме детето за да можеме ние да направиме било каква конекција. А за конекција најмногу што е потребно комуникација. Комуникацијата е двострана, не е само ја тоа што ќе кажам, треба да те слушнам за да можам да кажам нешто и обратно. Па сега допираме веќе нели до позитивната дисциплина, до она што за ти всушност си многу, како да кажам, passionate, нели? Многу сакаш да зборуваш и да ги едуцираш родителите. Кажи ни во неколку реченици што е основата на оваа филозофија на позитивната дисциплина? Па да, нели споменав дека позитивната дисциплина всушност ги влече своите корени, уствари се заснова на Адлеровата психологија. Адлер е современик на Фроид, нели, за тие што не знаат. Затоа сакав малку и основно да кажеш, нели, за Адлер. Малку теорија, да. Тој е современик на Фроид, дури едно време работеле заедно, била на банда психолози кои што креирале и го имаме она што го имаме денес како нека основа, нели, за психологија и психотерапија. И тој е всушност креаторот, како да кажам, таткото на индивидуалната психологија, и тој е првиот кој што воопшто се залагал за правата на жените и на децата. И ги земал жените и децата како рамноправни единки, кога станува збор за било каква анализа и работа и така натака. Затоа што знаеме општеството како е, нели, засновано. Сега, тука ќе се надоврзам, сега ми дојде така мислата, ќе се надоврзам на нешто што го кажа предходно, а тоа беше како нешто од книгата, дека како родителите да ја губат контролата над децата, така некако беше. Има баш во книгата на позитивна дисциплина го има тој цитат и тој е од Драйкурс. Драйкурс е учителот на Адлер и тој вели кога тато ја изгуби контролата над мама, мама ја изгуби контролата над децата. Всушност, тука станува збор за она вертикална хиерархија од минатото, каде шефот му шефува на тато и го подчинува, тато доаѓа дома и шефува на мама и ја подчинува, мама не работи, а мама им шефува на децата и ги подчинува заедно со тато. И нели таа вертикална хиерархија. Таа хиерархија во денешно време нема. Тоа е една голема разлика и општествена промена која што мора да ја сватиме. Токму затоа ни е потребно ова сето да го научиме, затоа што нели структурата е веќе поинаква, така. Да. И една од основните принципи на Адлер е всушност еднаквоста. Да. Значи, каде што имаме комуникација и хоризонтална хиерархија, да ја наречем. Секако дека родителот е водич, секако дека возрастниот е одговорен за детето, меѓутоа, почита е обострана и тука веќе имаме, нели, една еднаквост за која што се залага и позитивната дисциплина. И сега зборот дисциплина, да го дефинираме. Што значи дисциплината? Како повеќето луѓе ја сваќаат, што значи во позитивната дисциплина зборот дисциплина и генерално зборот дисциплина да го дефинираме? Дај ми рак. Оваа книга е многу добра и се надевам дека ќе ја прочиташ. Тоа е дисциплина. Водење. Така, точно. Нежно водење. Дисциплина е всушност буквално нафаќање за раче и водење. Покажување на патот. Тоа што и педагогот всушност треба да го прави во својата работа. Да. Нежно водење, покажување на патот.
Дисциплината, за жал, се поистоветува со казна. Да, сметам дека нели тоа е Да. генералното уверување, генералното сваќање за дисциплина, Дури во казнување. некои речници е така Мгм. представена. И Джейн Нилсон, која што е креатор на концептот позитивна дисциплина, нели реков, тој се заснова на Адлер и на Драйков Мгм. со учењето, меѓутоа Джейн Нилсон е таа која што го осовременува и го креира како концепт кој што е Само применлив. во кој период се случува ова? 80-тите. 80-та Да. година. Самата таа денеска вели се кам што го избрав зборот дисциплина заради таа асоциација со казни, бидејќи позитивна дисциплина е сосема спротивното. Така. Да, затоа што докажано е што предизвикуваат казните кај детето и кај приврзаност. Но сепак ти ова добро ни го објасни што значи всушност дисциплина, Да. нели? Кои се основните принципи всушност на позитивната дисциплина, на кои што се темели, нели? На што се темели, да. Иве Адлеровите принципи ги земаме врз кои што се темели. Ја спомнавме еднаквоста. Другиот принцип кој што го има и во самиве книги на Нуйфелд и на Мате книга е луѓето се социјални битија. Ние сакаме да бидеме дел од група. Сакаме да бидеме прифатени од групата и сакаме да бидеме корисни. И таа, нели, припадност и значајност ни е всушност водилка во животот. И доколку ја немаме таа припадност и таа значајност, ние ќе се однесуваме можеби и несоодветно, трудејќи се да дојдеме до истата. Затоа што, како што кажав, ние сме социјални суштества и сакаме да бидеме дел од групата и да бидеме позитивен и прифатен дел од таа група. Другиот концепт, нели, како што кажав, е еднаквоста. Соработката се заснува врз база на охрабрување. Значи, наша задача е детето да го охрабруваме, а не да го казнуваме, за да го насочиме. Значи, јас можам да те охрабрам дека книгата е добра и дека е добро да се чита, ама ако те казнам за да ја прочиташ, ќе ја прочиташ колку да ја прочиташ и што ќе се случи тогаш со И тебе? повторно ќе имаш некаков револт во себе, Револт, така? да. Сакаш да вратиш Да некако. вратиш, да. И како враќаш? Во иста мера, одмазда или па Ете контраволја. контраволјата тоа е. Или во позитивна дисциплина тие се наречени нели погрешни цели на детето, каде што со цел да припаѓа и да биде значајно, посегнува по неадекватни верувања Затоа и што ќе начини го на добие действување вниманието, за да така. добие внимание. Едно е, нели, баш тоа. Сакам да бидам главен, сакам да шефувам. Едно е одмазда. Сега ќе видиш. Ќе ти вратам во иста мера, можеби која нема да знаеш дека ќе ти вратам. И тука е и оној момент каде што детето се повлекува. Значи, од толку многу критики, казни и натегање и присилување, детето едноставно се откажува. Па мене не ме бива. Јас нема што повеќе да се трудам. И тоа се случува со родители кои што се перфекционисти, например. И со добра волја добра намера да е родителот, сепак може да предизвика таков отпор со откажување кај детето заради преголем притисок. Така. Затоа велам познавајте си ги децата и себе. Меѓутоа, да. Некои критичари на овој модерен стил на воспитување велат дека на овој начин ние ги размазуваме децата. Кажи ни, нели, дали се зошто не се во право всушност? На кој начин можеме да им докажеме дека децата не се размазани ако ги воспитуваме на овој начин? Ако сме попустливи родители, дефинитивно ги размазуваме и Ама ова не е попустливо Не, родителство, така? попустливиот родител велат креира тиранин по дома. И тоа е тоа размазување, каде што детето мисли дека после тоа е главно и така натака. Меѓутоа, позитивната дисциплина е спротивна на попустлив родител, истовремено е спротивно на родител кој што казнува Така. со вербални или физички казни. Која е таа златна средина? Златната средина е основата и на родителувањето со позитивна дисциплина и таа се нарекува нежно и цврсто истовремено.
А што значи тоа? Тоа значи дека јас ќе бидам нежен родител, ќе го валидирам моето дете, неговото чувство, неговиот избор, неговата желба, меѓутоа истовремено ќе ја поставам границата како родител. Така, таа граница значи ја поставувам на еден смирен начин, на еден смирен тон, но до кога? Значи, сепак ние сме нели возрастни личности кои што сме преоптеретани со нашите стресни секојдневија и на кој начин да дојдеме до таа смиреност и до таа благост во нашиот тон и во нашите граници. Многу треба да сме многу свесни за моментите кога ние доаѓаме до работ на нервите и нема да ни успее секогаш и на никој не му успева секогаш, и секогаш ќе грешиме. И грешките се можност за учење е уште еден од принципите на кој што е заснована позитивната дисциплина. Значи, нежно и цврсто што значи? Тоа значи, знам дека сакаш да гледаш уште телевизија и кој ни беше договорот? Колку време на ден гледаме? Значи, и го кажуваме нашето. Ако не го исклучи телевизорот, продолжуваме. Сакаш и јас да го исклучам телевизорот или ти ќе го исклучиш телевизорот? Ако го крие денинското, што правиме? Океј, ако не ги почитуваме договорите, ќе мора да видиме што ќе правиме понатаму. Ова ме потсети на курсот што го поминавме и на тие ваши прекрасни примери што не ги дававте, нели на некој начин требаше да ги глумиме сите овие ситуации од нашето секојдневие и се стававме во улога на родител и дете. И навистина го доживеавме автентично сето ова. Да. Сам секој ден го доживуваме, ама сепак учевме нели на кој начин да реагираме во овие ситуации. Да, искуственото учење е најубаво учење. Мислам, искуствено учење е докажано дека е најдобар начин за помнење на работите, бидејќи ги доживуваме на своја кожа. И на самиот курс, не знам баш дали во вашата група беше, ама имавме родители кога се расплакуваа. И јас кога учев за позитивна дисциплина, имаше една мајка која многу се расплака затоа што го доживеа тоа што она цело време го прави на своите деца. Така. Она го доживеа. Така да тоа е многу добар аха момент каде што ни се прави еден пресврт во начинот на кој што размислуваме и постапуваме во однос на децата. Она што ми се допадна е дека не ги осудуваме родителите, дека на некој начин треба да имаме сочувство и за нас како личности. Каде сме ние во сето тоа, во тој контекст, во таа релација со детето? Ние сме несовршени суштества, како што кажав и претходно, грешиме, затоа има и метод како да се опоравува од грешките. Значи како да излеземе од грешките. И тоа го има во позитивната дисциплина. Сите тие работи може да се научат. Нормално е да се сгреши. Ќе сгреши детето, треба да знаеш како да реагираш. Ќе сгрешиш ти, треба да знаеш како да реагираш. И најважно од се, кога ќе сгрешиш како родител, многу е важно да си ја признаеш грешката пред детето. Затоа што на тој начин и детето учи дека грешките се многу нормални. И утре, кога ќе сгреши, нема да се скрие под килим, туку ќе наоѓа начини како да се ја поправи грешката. На тој начин не го губиме авторитетот пред нашето дете. Не сме ние оние совршените кои што се знаат, туку сме оние кои што грешат и ева на кој начин можеш да да научиш како треба да се справиш и со стрес и со нели разни емоции. Тоа е тоа сме ние вистинитите, тие што сме, нели. Не сме никои совршени ликови во нивниот живот. Мислам, да, ние децата нас не перцепираат нели како такви, нели. Ние сме тие рол модели. Да, сме. Рол модели кои што се грешни. Так. Да, со тоа што ние сме рол модели и ние грешиме и ако повишиме тон и ако не се извиниме и не кажеме дека тоа е грешка, што ќе биде моделот за детето? Дека окей да повишувам тон. А да не збориме за
удирање по газот или други мерки кои што мислат некои родители дека Што мислиш, дали се уште се присутни во, еве да кажеме, нашиот македонски контекст, физичките казни? И до која мера се присутни? За жал, од тоа што го слушам, во голем. Тука јас имам едно, мислам, прашање на кое што постојано размислувам каде се татковци во сето тоа? Во истиот кош се. Дали има татковци кои што сакаат да навлезат во позитивната дисциплина, во новиот пристап на родителување? Така? Затоа што нели генерално од нив доаѓа тој поагресивен пристап на воспитание, на казни, Не не сметате дека Не. сметате. Па не знам, не би ги подвоила. Може би таткото некако, еве историски гледано претходно што зборувавме, се гледа како некој поголем авторитет, построг. Меѓутоа не е така. Еве, например, ке мене лично, татко ми е тој што е смирен. Татко ми е пример како треба да бидеш мирен со децата. Ама затоа велам во исти кош се. И мајката и таткото се во ист кош. Се зависи од свесноста како родител. Колку си ти свесен дека ти треба едукација, колку си ти свесен дека си му потребен на детето и дека е потребно да се надоградуваш за детето. Така да тука е таа разлика. А за физички казни кои што се, нели, насилство, навистина тоа е насилство, кој што сака нека каже, веќе е докажано дека оставаат трауми врз детскиот развој. Да. Ама тоа имаме возрасен човек, маж, жена, кој што врши насилство врз безпомошно дете. Тоа е насилство. Без разлика што ти си го родил детето, пуште полошо, нели? Да, вака малку сум строга за тие работи, ама да, тоа е насилство и насилството раѓа насилство, затоа што тоа е првиот булинг низ кој што ќе помине детето во животот. И тоа е моделот кој што ќе го научи и после ќе си биде були врз врсниците или помалото братче, сестриче или другите во школа, градинка, и така се раѓа, или тој ланец на насилство. Еве, ајде ништо да спомнеме сега за курсот за позитивна дисциплина. Колку групи досега имавте и кога започнува новата група? 4 групи имавме до сега. Не ми се ни верува, ама да, 4. Петата група почнува сега на 26 март. Веќе се формира, има уште неколку слободни места. Курсот го држиме заедно со Сонја. Сонја е исто така родители од акција. Така. Сонја е исто така сертифициран едукатор по методот на позитивна дисциплина. Ние се споивме на конференцијата за свесно родителство пред година и пол, од прилика. И некако така одма почнавме заедно, затоа што свативме дека подобро е да сме заедно, отколку посебно да ја тирам истата приказна. И навистина одлично партнерство, кое што мислам дека им одговара и на родителите кои што доаѓаат на курсот. Да, дефинитивно добар тим сте. Да прашам дали, еве, за информација за тие што се заинтересирани, нели, за курсот, дали може парови да присуствуваат и на кој начин се одржува, дали е во живо, дали е онлайн? Да. И колку време трае? Курсот трае 7 недели. Почнавме со 6 и свативме дека имаме многу повеќе што да кажеме, па сега е 7 недели. Еднаш неделно, да, еднаш неделно е, 2 часа трае една работилница, сега ќе бидат во среда од 18 до 20 часа. Партнер секако дека е добре дојден. Дури сме имале татко кој ќе се пријави на курсот, па мајката понекогаш се вклучува, затоа велам ист кош, без разлика машко, женско, тука сме. И дури е препорачливо двајцата родители да го слушаат курсот, доколку може, и сега не секогаш може двајцата да се вклучени, затоа што и јас и мојот супруг не можеме да сме вклучени тоа време и двајцата. За нас беше комплицирано, но тука се материјалите, нели? Тука се материјалите, секој може да си ги прочита. Тука е прерачникот над 100 страни, картичките, кои што се 52, каде што се сите алатки на позитивна дисциплина, и секако снимките од самите часови, кои што може да служат како потсетници, иако бил родителот на курсот и да не бил, може да се ги гледа. Пријавите до кога се отворени? Отворени ќе бидат додека не се пополни групата. Так, значи може да следат повеќе информации на твојот профил, да, и на профилот на Сонја. Да.
прегратка и на родители од акција, или слободно нека треба да се посети страната позитивна дисциплина.мк. За крај би сакала да те прашам зошто го одбра името прегратка за твојот Инстаграм профил? Кој е значењето тука? Прегратка е прегратка. Прегратка е прегратка. Дали на секого од нас му е потребна прегратка? Така. Да, секако. Некој сака повеќе, некој помалку, меѓутоа да, како го одбрав? Прегратка е дури тоа е и алатка од позитивна дисциплина. Сега не знам од која од картички ја беше, ама да, алатка од позитивна дисциплина. И всушност зашто јас го одбрав? Ајде да не избориме за алатката. Доста се поврзани. Единствениот, како да кажам, успешниот метод со кој што јас успевам да ги смирам моите деца и да ги утешам и да им покажам љубов истовремено е прегратка. И кога зборуваме за родителување, често зборуваме нели за таа конекција која што треба да имаме, а прегратката ни нуди како нели близина и конекција со децата. Па најверојатно за тоа. Искрено вака не можам да кажам свесно зошто, меѓутоа и Мене, прво кога те заследив, сега не се сеќавам точно дали тоа беше пред година-две, навистина многу ми се допадна и ме привлече, нели, тој збор за тоа што има потребно на децата, да ги гушкаме многу, да ги сакаме многу, да ги разбираме многу. Да. И јас што би рекла, потребни на децата има потребно прегратки и зборови. Да, така за добро да растат и да бидат среќни. Ти благодарам многу што беше дел од Алетеа. Ти посакувам успех со новиот курс, со новата група всушност на курсот на позитивна дисциплина, уште многу предавања и навистина ти и Сонја сте ни охрабрување на патот на родителувањето и продолжете така. Благодарам многу и благодарам за сите зборови што ги кажа и за овој прекрасен муабет и на поканата пред се.